se ti predavam tebe, tatko moj, se moje tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen, duh vo mene, po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, tatko moj, se moje tvoje. Ljubov ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, tatko moj, se moje tvoje. Mir vam. Tatko moj, ti blagodaram što i deneska si vo moje to srce. Ti blagodaram što i u ovoj den me ispravi, što mi davaš sila, mi davaš tvoja te ljubav, mi davaš slovo so vlasti sila. Ti zborove niz mene. Neka sekoj zbor, sekoj slovo gi dopre onije što imaат potreba od tvoja ta ljubav, od tvoja ta milost, od tvoje to trpenije, od tvoja ta raka. Te sakam, Gospode Isuse Hriste. Ja znam dek imam tatko na nebesata, koji go dade svoj jedinoroden sin, Isus Hristos, moj Gospod i Spasitel, da ni dade sila, da ni go pokaže patot, da se vratime u Božje to carstvo na nebesata. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, iako je zememe molitvata koja vo Evangelije po Matej, Oče naš, nije zboruvame za tatko. Isus sekogaš mu veli, Oče, tatko, ti blagodaram, Oče, ti me posluša. Ti pročitam jedan del od Evangelije po Jovan. Isus veli Jovan 8:50, no jaz ne baram svojata slava. Ljudje barat svojata slava, go barat svojeto. Ima drug što je bara i koji što ke sudi, to je naši od tatko naš koji si na nebesata. Da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje. Ponatomu veli Jovan 8:51, vistina vi velam, Otec od zborovan iz Isus, koji će gi zapazi zborovite moji, nema da vidi smrt do veka. Nema da vidi smrt do veka. Ljudje tu umira, znajte, tažat, plačat. Sinoj, kad se moravme s jednom momče, majka moje ne je dobra. Beše ovo kriza, se moravme po telefon, reći si nego poznav. Kako dejstvo duhot na Isus se opravi, imaše stravovi, po to izleze. I go snema. Go vikav našite sredbene doaješe. I сега повторно во потреба ми се јавува, се молевме вчера. Би поставува прашања зошто му се случуваат некои работи. Па видете, Господ му даде знак, имаше проблем, се молевме, се исцели, наместо да продолжи, тој продолжи да живее по свое.
Zašto ljuѓето умираат, зашто е некој болен, зашто мора вака, зашто се нема му се случува, што сум направил јас. Видете, јас имам сега, оде сум во Мавро ово викендица од моји родители и ги снимам овие завети, ова веќе црква Исусова, чади тамо нешто во печката и очиве ми си оттечени од димот. Веројатно печката од каминот се уште бојата не испарена. И чадеше, јас реков, а јас да снимам еден завет за мојот отец, да ја завршам јас мојата работа, мојот татко ќе ја заврши неговата. Еднашка така се случува, чекаме во болница. И една жена нешто, зошто нема Господ ваму таму. Ја носев мојата мајка, земна мајка. И почнав да сведочам. И потоа рече, имате право, има Господ, не сум толку за жалење. Тоа, мојата мајка требаше да земе крвна слика, бидејќи беше попладне, не дава. Јас слушнав глас, ти ја заврши мојата работа, твојата работа, јас мојата. Сретна една жена и рече, Радмила, каде сте, дојдете? И отиде и зема крвна слика, а претходната жена ја врати и рекоа, само саба, наутро земаме крвна слика. Значи, заврши ја својата работа. Јас сега ќе ја завршам работата. Значи, јас не ја барам. Зошто не ги разбирате моите зборови? Јован 8:43, пазете. Затоа што не можете да ги слушате поуките мои, пазете. Кој ги разбира зборовите? Вашиот татко е ѓаволот. Кому му зборува тој? И вие сакате да ги исполнувате желбите на својот татко. Тоа е своеволие. Тој е човек убиец од почетокот и не стои во вистината. Тој не е вистината, тој стои во лагата. Зашто во него нема вистина, кога зборува, лага, говори од себе. Значи ти говориш од себе, ти сакаш тоа што е од тебе. Ти сакаш тебе да ти биде убаво. Јас не ја барам својата слава, има друг што ја бара, кој што ќе суди. Идете без никаква припрема, јас воопшто ми чади во кујната, има дим. Значи јас дојдов и реков, зборувај ти низ мене, јас не ја барам својата слава. Во мене нема зол дух, пазете, Исус. Јован 8:49, туку го почитувам својот отец и јас го почитувам, татко мој. Ти си ми се што имам, ти благодарам за се, ти си ме создал, а вие ме безчестите. Слава ти, Господи Исусе Христе. Исус им одговори и рекоа, ние сме семе Аврамово, значи Јован 8:33. Како води духот? Ние сме семе Аврамово. Они зборат за Аврам. Муслиманите велат Аврахам. Аврам. И рахма син дилама да минахан. И никогаш никому не сме робувале. А како ти велиш ќе бидете слободни? Исус им вели претходно, спознајте ја вистината. Ако останете во моето слово, Исус им вели, Јован 8:31, на вистина ќе бидете мои ученици. Што значи да останеш во неговото слово? Па да постапуваш како Исус, да му дозволиш тој да действува низ тебе, да научиш како се застанува пред Бог. Стојам пред небесниот Отец, затвори ја устата, молчи, побарај прошка и дозволи Таткото Небесен да зборува низ тебе. Значи ќе ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Како ќе ја познаеш вистината? Па ако знаеш дека Исус е во твоето срце, дека Исус те гледа, дека Исус е со тебе. Ако не си прелюбодеец, му одговори, рекоа, ние сме семе Аврамово, никогаш не сме робувале, а ти велиш ќе бидете слободни. Исус им одговори, вистина ви велам, секој кој прави грев, роб му е на греот. Секој кој прави грев, роб му е на греот. А робот останува вечно дома. Дома. Каде? Синот останува вечно. И ако Синот ве ослободи, навистина ќе бидете слободни. И сега одиме на она што денеска мисле да го зборувам. Исус им рече, Јован 8:58, подиме на 9 глава. Вистина ви велам, јас постојам уште пред да се роди Авраам.
Тогаш зедоа камења за да го фрлат на него. Исус се сокри, излезе од нив. Тогаш јудејците му реку, уште немаш ни 50 години, ти си го видел Аврам. Тогаш зедоа камења да ги фрлат на него, Исус се сокри, излезе од храмот, поминувајќи меѓу нив. И така замина. Пазете да не дојде Исус да ви замине возот, да ви замине денот, да ви замине земново време и да останете вечно овде, врзани во материјалниот свет, врзани на земјата, паднати ангели. Слава ти, Господе Исусе Христе. Зедоа камења за да ги фрлат на него. Исус се сокри, излезе од храмот. Од храмот. Ние денеска зборуваме дека сте вие храм на Светиот Дух. Дека сме ние храм. Поминувајќи меѓу нив. И така замина. На едно место им вели, станете да си одиме од овде. И навистина станете, луѓе. Станете и тргнете по Исус. Минувајќи виде еден човек слеп од раѓање. Слеп од раѓање. Учениците негови го прашаа и рекоа, Рави, кој сгрешил? Тој или родителите негови да се родил слеп? Во Стариот Завет има еден текст кој вели, кој ќе турне слеп човек од патот? Проклет да е, и целиот народ да каже амин. Тој не зборува за физички слеп, зборува за духовно слеп. Вие секојдневно среќавате слепи луѓе. Знаете, целиот проблем е зашто Исус не осудуваше, ги љубеше, сите им служеше. Значи, кој сгрешил? Учениците ги интересира кој сгрешил тој. Ако си ти слеп од родение, слеп си, не го гледаш духовниот свет. Не знаеш што се случува таму. Не знаеш што има внатре од човекот, освен духот што е во него. Ние зборуваме за физички слеп, односно за духовно слеп човек. Учениците го прашуваат кој сгрешил. Дали сгрешил сатаната првим? Сигурно да. Па Адам второ. Вие сте паднати по сатаната, па по Адам сте паднати, бидејќи јаде од дрвото на познанието на доброто и на злото. Знае што е добро и зло. Знаете што е добро и зло сами. Не го прашувате Исус, односно Отецот Небесен, кој пребива во Исус. Сатаната вели ќе се искачам највисоко. Сакате направите вавилонска кула. Вие зборувате вавилонски јазик. Кој сгрешил, значи? Тој или родителите неговите се родил слеп? Ние сите сме родени слепи. Не го гледаме духовниот свет. Потребен ни е духот на нашиот Отец, да пребиваме во љубов, да можеме да гледаме. Исус одговори, ниту тој, ниту родителите негови сгрешиле, туку за да се јават делата Божии врз него. Нити тој, ниту родителите негови сгрешиле. Пазете, за да се јават делата Божии. Значи, ние сме на оваа земја за да се јават делата Божии. Кои се тие дела Божии? Во слободна волја да го избереме Исус и да правиме дела Божии, дела на љубовта, да постапуваме како Него. Јован 9:4, јас треба да ги вршам делата на оној што ме прати. Оној што ме прати. Јас не говорам од себе, туку од оној што ме прати, вели Исус, додека е ден настапува ноќ, кога не ќе може никој да работи, додека сум во светот. Јас сум светлината на светот, вели Исус. Но тоа се однесува и на тебе, додека си во светот, ти си светлината на светот, ако го познаваш Исус. Ти треба да ги осветлуваш, да го ставиш светлото на свекник, за да го видат сите в куќи. Така треба да постапувате, за да се видат вашите добри дела, да се прослави Бог. Штом го рече тоа, плукна на земја. Исус плукна на земја. Замислете. Ако го разбирате тоа буквално, направи кал со плунката, значи слепиот човек, пазете, ги намачка со неа очите на слепиот, плукна на земјата. Станете да си одиме од овде. Човекот е од земја и во земја ќе се врати, телото се враќа во земја, голи доаѓаме на овој свет. Плукна на земјата, земниот принцип. Врзани сте за земјата, Исус им вели, остави се земно. И врви по мене, плукна на земјата, ги намачка очите на слепиот и му рече, отиди
I izmi se vo banjata. Siloan, što znači ispraten. Praten, što znači praten. Jas ne zboruvam od sebe tu kod one što me prati, veli Isus. To je otide se izmi i dojde gledajke. Znači plukna na zemljata, ostavi se zemno i vrvi po mene. Plukni na to, a što go imaš. I izmi se. Iščisti se. Po Isusova ta ljubav, po banjata Siloan, što znači praten. I togaš i ti ke zboruvaš kako Isus. Nema da zboruvaš od sebe tu kod one što te pratila. A to je tatkota na nebesata. I to je ke zboruva i ke naučiš da molčiš vo prisustvo na Isus, na se mokni od Bog. To i da zboruva niz tebe. To i da zboruva niz tebe. Zboruva niz mene, tatko moj. Se izmi, znači praten. Znači, kog je staneš praten i kog je plukneš na zemlji, to ti se otvorat očita, do togaš si roden slep. За да се остварат делата Божји во тебе, тоа се делата на Исус, делата на љубовта. А соседите и оние што порано го беа гледале како слеп, рекоа, зар не е овој што седеше и просеше? Едни велеа тој е, други велеа личи на него, трети велеа јас сум. А Исус вели јас сум оној што сум. Тој зборува оној што го пратил Отецот небесен низ него. Тогаш го праша, како ти се отворија очите? Па плукнав и станав пратен на Исус. И знам зошто сум на овој свет. Времето е кратко, сатанат има малку време. Рика како лав бара некого да проволта. Да го изберам Исус и да се вратам горе на небесата и нема да ме вознемири ништо што ми чади тука куќава. А јас немам завет. Арахма син бираа мене, зашто јас ќе ја завршам работата на оне што ме пратил. Јас не ја барам својата слава, има друг што ја бара, кој што ќе суди. Те сакам Исусе. Тогаш го праша како ти се отворија очите. Тој одговори, рече еден човек кој се вика Исус. Пазете, тој стана човек, се мокни од Бог, стана човек за да ни покаже со собственото страдание. Направи кал, ми ги намачка очите и ми рече, отиди во бањата Силоам. Избањај се и би ти пратен. Изми се, отидов се, измив и прогледав. Пак го праша, каде е тој? Каде е тој? Исус. Пази, тој не рече, знам каде е, него ваму таму. Возгорден дух. Себефалец. Каде е тој? Го праша Исус. Каде е Исус? Тука е во срцето, не рече така. Не рече, ке ви кажам, не ви кажувам. Рече, не знам. Не знам. Почетна категорија на Исусов војник. Јас не знам, татко мој Исусе. Ти кажи ми што да зборувам денеска. Зашто ми чади да може код вукуината. Да јас не се грижам, бидејќи ти ќе се погрижиш за тоа. Тогаш го одведоа кај фарисеите. Секогаш се тука фарисеите во власт од човекот кој порано беше слеп. Беше сабота кога направи Исус кала му ги отвори очите. Денеска има една црква саботари. Сабота. На небесата нема сабота. Таму сте во дух. Го праша исто така како и фарисеите како прогледа. Тие не го прашуваат Бог, свештенослужители, го прашуваат него. Замисли. Замисли. Тоа е исто како наместо да го молам Исус, јас молам некој светец или некој друг. Кога јас веќе кај Исус одам, доаѓам, ја затворам скришно својата врата и се молам. Молчам, му викам, татко мој, потребна ми е помош денеска, твојата слава. Не ја барам својата слава. Да бидам пратен. Како прогледа, тој му одговори, ми кладе кал на очите, се измив и сега гледам. Ја покажува земната логика. Зошто е овој слеп, како направи, како прегледа, како? Како што сака Господ, нека биде волјата твоја, татко мој. Тогаш некој од фарисеите рекоа, не е од Бога овој човек што не ја запазува саботата. Ој Господи Исусе, Исусе те сакам. Тие воопшто не размислува дека горе има духовен свет, кај што нема ни саботи, ни недели. Ми пишува еден брат кога треба да се слави Божик, дали на католичкиот, на православниот, на... Ниш веднаш во дух ми дајде. Секој ден, секој миг го славам. Така и горе.
Слава ти, Господи Исусе Христе. Вие зборувате за време, простор и свест, јас ви зборувам за бесконечната љубов на Отецот Божјото царство на небесото. Други рекоа, како може грешен човек да прави такви чуда, и настана расправија меѓу нив. Пак му рекоа на слепиот: ти што велиш за оној што ти ги отвори очите? Што велиш ти? Но јудејците, а тој рече: пророк е. Кој прима пророк во пророчко име, во Матеј ќе добие пророчка награда. Пророк е. Но јудејците не поверуваа за него дека бил слеп и прогледал, додека не ги повика родителите на оној што прогледа, земните родители, и ги прашаа велики: дали е овој вашиот син за кого велите дека се родил слеп? Па како гледа сега? Уште да ги затепа. Зошто гледа? Што сте му дале да прогледа? Во Исус. Имате ли вие благослов од фарисеите? Исус дали има благослов од фарисејската црква да исцелува во сабота? Родителите негови одговори им рекоа: знаеме дека е овој наш син дека се роди слеп, но како сега гледа не знаеме. Или кој му ги отвори очите не знаеме. Секогаш има духовен свет, приказната има површински слој за да ја разберат. Како сликовница има и духовен свет. Како прогледа? Ако знаеа тие како прогледа, тие ќе го направиат да гледа. Но како сега гледа не знаеме, или кој му ги отвори очите не знаеме. Пази, не знам, Боже ти знаеш, тој е голем. Прашајте го него, нека ви каже сам за себе. Ова го рекоа неговите родители, бидејќи се плашеа од јудејците. Зашто се плашеа од јудејците, се беа согласиле да биде исклучен. Зашто јудејците се беа согласиле да биде исклучен секој од синагогата што ќе го признае Исус за Христос. Признае за Христос, Исус. Ќе ги исклучиме сите што се во Исус. Тоа е почетокот и крајот на приказната последните времења. Затоа и родителите негови рекоа: тој е возрасен, не го прашајте го. Зошто си прогледал? Како си прогледал? Кој ти дал право Исус да прогледува? Во сабота имате ли вие благослов од фарисеот? Од главниот фарисеј? Во која фарисејска црква одиш ти? Не одам во фарисејски цркви. Одам во црквата на Исус Христос, мојот Господ и Спасител. Амин. Тогаш повторно го повикаа човекот што беше порано слеп: дојди бе ваму ти. И му рекоа: прослави го Бога, ние знаеме дека оној човек е грешен. Не може зарзавол сатаната да изгонува сатана. А тој одговори и рече: дали е грешен? Не знам. Но знам дека бев слеп. А сега гледам. Слава ти, Господа Исусе Христе. Па му рекоа: што ти направи? Како ти ги отвори очите? Тој му одговори: јас веќе ви реков и не чувте, им повторуваш по 100 пати, тие не слушаат. Тој вика: со очи ќе гледаат и нема да видат, со уши ќе слушаат и нема да чујат, и со срцето да разберат, да не се покајат, да ги исцелам, вели Исус. Тој му одговори: јас веќе ви реков и не чувте, зошто сакате пак да чуете? Да не сакате можеби и вие да му станете ученици? Дај Боже. А тие го укори и му рекоа: ти си негов ученик, а ние сме Мојсееви ученици. Мојсей и пророците. Ние знаеме дека со Мојсей говорел Бог, а овој не знаеме од каде е. Одговори човекот и им рече: пазете, тоа е за чудење. Вие сте демек свештеници, првосвештеници, фарисеи што сте. Тоа е за чудење што вие не знаете од каде е. Навистина е за чудење. А мене сепак ми ги отвори очите. Добро прашање. Знаеме дека Бог не слуша грешници, но оној што го почитува Бога и ја исполнува неговата волја, него го слуша. Уште еднашка. Знаеме дека Бог не слуша грешници, но оној што го почитува Бога,
Ja znam дека стојам пред мојот семоќен татко и тој зборува низ мене. И ја исполнува неговата волја. Волјата на оној што ме прати е секој што ќе го види синот. Да го видиш. Не да си слеп. И поверува во него. Ќе живее живот вечен. И јас, семокниот Отец, ќе го воскреснам во последниот ден. Секој што ќе го види, не можеш да го видиш ако си слеп. Фарисеот вели овој вика не знаеме од каде е. Мојсей го знаат, а тој им вели тоа е за чудење што вие не знаете од каде е. А мене ми ги отвори очите. Плукна, се откажа од земјата, стана пратен сум. Во името на Исус сведочам. Откако е веков, не се чуло некој да отворил очи на слепороден. Тие зборуваат телесно. Иако тој не беше од Бога, не ќе можеше да направи такво нешто. Бог не слуша грешници, памтете го ова. Ако имате непокајан грев, молитвите не ви проаѓаат. Тој што го почитува Бога, да го почитуваш Бог, да постапуваш како Исус. Да го завртиш другиот образ, да ја претрпиш штетата. Да се молиш за непријателот свој, да го благословуваш оној што те колне. Да пребиваш во љубовта, да не осудуваш. Да не осудуваш о неразумни галатјани. О, неразумни деноминации. Иако тој не беше од Бога, не ќе можеше да направи нешто вакво. Значи, кој ја исполнува неговата волја, него го слуша. Ти благодарам, Оче, ти ме послуша. Ти секогаш ме послушуваш. Те сакам, Исусе. Ти благодарам, Христосе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ти си ми се што имам. Одговори и му рекоа, сиот си во гревови роден. Фарисеите што ќе му кажат, па зар ти нас ке не учиш? Јас знам, ти не знаеш. Јадат од дрвото на познанието на доброто и злото и го избркаа надвор. Исус чу дека го истерале надвор, духовно слепило, па го најде и му рече, веруваш ли ти во Синот Божји? Тој одговори и рече, а кој е, Господи, па да поверувам во него? Кој е? Исус му рече, си го видел. Не можеш да го видиш ако си слеп. Си го видел токму оној кој зборува со тебе, кој зборува во мене, кој зборува во моето срце, во мојот ум. Те сакам, Господе Исусе Христе. А тој рече, верувам, Господи, верувам, и му се поклони. Покорете се на Господа и тој ќе поклонете, понизете се пред Господа и тој ќе ве подигне. Паѓа снегот. И рече Исус, за суд дојдов јас во овој свет, за да прогледаат оние што не гледаат. Кал, земен, пратен. Плукни на земјата, биди пратен, прогледај и речи не знам, баре помош од Исус. За да прогледаат оние што не гледаат, а оние што гледаат, односно што мислат дека гледаат, да станат слепи, а тие се слепи, не знаат каде е. Го чуја тоа некој од фарисеите што беа со него и му рекоа, зари ние сме слепи? Пази тој што им вели, тоа е за чудење што вие не знаете од каде е, а мене сепак ми ги отвори очите. Не знаете од каде е. Овој стих. Бог не слуша грешници, но оној што го почитува Бога и ја исполнува неговата волја, него го слуша. Него го слуша.
I reče Isus, za sud dojdov jaz na ovaj svet, za da progledaat onije što ne gledaat, a onije što gledaat da stanat slepi, so oči ke gledat i nema da vidite Isaija, so uši ke slušat i nema da čujat, i so srce to da razberat. So srce to da razberat. Го чуја тој некој од фарисеите што беа со него и му рекоа, зари ние сме слепи? Исус им рече, да бевте слепи, грев немаше да имате. А сега велите дека гледате. Затоа и гревот ви останува. Да бевте слепи, грев немаше да имате. А сега велите дека гледате, затоа и гревот ви останува. И уште еден стих, 10 од Јован 10:1, вистина ви велам, кој не влегува низ вратата, која врата? Во овчото трло, а прескокнува од другата страна. Крадец и разбойник. А кој влегува низ вратата, на моето срце, на твоето срце е пастирот на овците. Слава ти, Господи Исусе Христе, Татко мој, што и денеска зборуваше низ мене. Ти благодарам што ме крепиш, што ме лекуваш, што ме исцелуваш, што ми даваш сила, што ме преоблекуваш во љубовта. Оставам се во твоите раце, ти предавам се што има моето тело и душа, моето семејство, моите љубени, сите луѓе, мојот имот, ова е твој имот, се моје е твое, оставам се во твоите раце. Се молам за сите оние што немаат вера, да им ги отвориш срцата, да им се отворат очите, да прогледаат и ушите, и со срцето да разберат и да се покајат, бидејќи слепи сме родени на оваа земја и не гледаме. Слава ти, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Ние го имаме тоа дека Бог го слуша оној што е исполнува неговата волја. Волјата на оној што ме прати е, вели Исус, секој што ќе го види Исуса. Треба да прогледаш и да го видиш Исус. Каде? Во твоето срце. Да го видиш Исус во тебе, како те менува однатре, како раснеш во љубовта, како ги љубиш сите, како никого не осудуваш. Како одиш по вода, како те распнуваат, а ти велиш прости им, татко. Не знаат што прават, како ја пиеш горката чаша. Не ја бараш својата слава, туку славата на оној што ме пратил. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Армакедонци мои. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се моје е твое, ти ме создаде од прав земна и дух животен духна во мене, по образот твој ме создаде, жива душа налик на тебе, се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се моје е твое, љубовта твоја ме облега, твојата рака ме позема, во срцето мое пребивај,
ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, sem